8 лица синоќа се уапсени поради понижување и сквернавање на државното знаме, соопшти денес министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Во текот на вчерашната вечер се уапсени 8 лица од страна на македонската полиција. 4 од тие лица се уапсени заради тоа што сториле прекршок, учество во тепачка, истите се лишени од слобода и по нив ќе се превземат соодветни действија и понатаму, согласно закон. А други 4 лица се уапсени заради тоа што за нив имаме основано сомнение дека сториле кривично дело 319 од кривичниот законник, предизвикување национална, расна и верска омраза, раздор и нетрпеливост. Ќе има уште многу кои што ќе бидат повикани на разговори, ќе има уште многу кои што ќе бидат соодветно вклучени во рамки на овие предистражни и истражни действија кои што ги преземаме. Ќе има уште многу. За примерот Христијан Мицковски, ова е чин на агресија. Тоа сепак представува чин на агресија, нешто за кое што ние предупредувавме дека ќе се случува, дека ваков тип на обиди за ескалација на случувањата и креирање на етнички тензии дека ќе има и војнина. Ако мислите дека ова ќе биде изолиран случај, нема да биде. Очекувајте дека ќе има и војнина. За вакви и слични инциденти Тошковски со следното предупредување. Сакам да упатам порака до сите оние кои што се на ум да предизвикаат било какво сценарио за дестабилизација на Македонија. Жестоко и сурово ќе одговориме на било какви обиди. Мицковски ја пофали реакцијата на МВР, иако од СДСМ побара оставка од министерот Тошковски. Честитам на навремената, трезвена, државничка реакција на Министерството за внатрешни работи, Бирото за јавна безбедност, СВР Скопје, припадниците на Министерството за внатрешни работи, кои што не дозволија ескалирање, но истовремено реагираа во насока на приведување на лица кои што, како што вие рековте, го сквернавија македонското државно знаме. Денеска јавноста очекуваше Панче Тошковски на пресконференција да поднесе оставка и да го разреши директорот на БЈБ Александар Јанев, како и началникот на СВР Скопје Сашо Топаловски од функција. Но ова не се случи. Денеска Тошковски, наместо одговорност, на пресконференција рече дека полицијата одговорила соодветно и навремено. Ако било така, Тошковски треба да одговори. Зошто МВР немаше навремено оперативни информации за да се делува превентивно и ова да не се дозволи? Што работат АНБ и БЈБ и како се дозволи да ескалира состојбата до ова ниво? Зошто дозволија вакво понижување на македонците и македонската држава? Премиерот Мицковски упати апел до граѓаните да не бидат жртви на вакви провокации. Без разлика на етничката припадност, да не дозволиме овие криминални групи, кои што се уште се длабоко во своето политичко мучуриште, а беа 7 години власт, да не дозволиме да дестабилизираат нашата земјичка татковина Македонија. Инцидентите со државното знаме вчера се случија на неколку места во државата. Како повод беше искористена прославата на Денот на албанското знаме.